Господин Мисайловски, во каква атмосфера поминува состанокот на министрите за одбрана на земјите членки на НАТО, особено по пораките од Вашингтон кои се однесуваат на Украина, за мирот во Украина кој можеби нема да го почитуваат територијалниот интегритет и суверенитет на земјата и тоа дека европските сојузници во НАТО треба да земат поголем дел од товарот во поддршката на владата во Киев. Да, благодарам ја за можноста денеска да се обратам вака. Реториката што претходно ја слушавме, и јас бев сведок на претходниот министерски состанок, но и она што го слушавме во Вашингтон, но и во Рамштайн на контакт групата за Украина е сосема сменето. Се разговара за нов план, а тоа е планот за мир. И да, има многу прашања како Европа сега ќе биде дел од целиот овој процес на преговори, но најважно од се што реториката е сменета и секоја земја пробува да се најде во делот на постигнување на мирот. Доколку минатите месеци и години се зборуваше постојано за донации, сега се поставува прашањето колку тие донации помогнале, или едно од прашањата што е наистина интересно што Русија во овој момент произведува повеќе војна опрема отколку сите европски земји заедно, и тоа за помалку месеци колку што цела Европа заедно. Се поставуваат многу прашања, многу дилеми токму на овој состанок, но реториката е сосема сменета и се оди кон правецот да мир. Ја го поздравувам сето тоа да се иде во правецот на мир, но Европа мора да биде исто така дел од тој процес. Исто така се наметнува на прашање за договорот од Минск што е постигнат и дали тој сличен сега нов договор што би се склучил повторно би бил повторно би бил нарушен, бидејќи во минатото иако имаше договор, видовме дека Русија тоа го спротивно на договорот постапи и направи целосна агресија, односно војна кон Украина и кон зоземање на нивниот, вие што спомнавте, дел од териториите. Но она што во овој момент е најважно е тоа што новата администрација, посебно од се разбира од Америка, бараат како планот побрзо да се реализира и обновата што ќе следи во следниот дел, односно како земјите членки дополнително да издвојуваат, тоа се однесува и на нас за обнова на Украина во различни сегменти. Има впечаток дека постои искричење на релација во последните неколку денови во тоа трансатлантско партнерство помеѓу Вашингтон и европските сојузници од друга страна, бидејќи по вчерашниот синоќешниот разговор меѓу двајцата претседатели Доналд Трамп и Владимир Путин, европските сојузници порачаа дека какво биле разговори за Украина се неможни без украинско и европско учество. Точно. Дека не може само двајцата претседатели на Русија и на Америка да разговараат за тоа како ќе изгледа мирот во Украина. Да, но целта на овие преговори е главната сила, најголемата сила да ги превземе обврските кон склучување на договор, што она што можевме да го слушнеме, но тоа значи дека големите европски сили се разбира, но и сите од семејството на НАТО би помогнале во делот на одржување на постигнатиот договор за мир. Тоа значат многу сегменти кои што се зборија, но првим да видиме како ќе се движат оние чекор по чекор, односно да видиме како ќе се доближува онаа можност за мир, а потоа се разбира ќе имаме сите земји обврска и тоа се едни од најважните прашања што се поставуваат и на сите министри за одбрана на овој период, бидејќи она што претходните месеци и години се разговараше за помош за донации и тоа она што се прави сега, повеќе сегментот се прави ако се постигне мир, како нови средства се одвојуваат од секоја една земја за обнова на Украина. И ова се сериозни средства, но исто така се разговара и трупи кои што би помогнале, односно мировници кои би биле пратени на терен за да го задржат мирот постојано. Има ли промена во ставот на владата во Скопје во однос на поддршката за Украина и Киев по сите овие случувања во изминатиот период? Не, апсолутно, ние сме зазеле став како држава и претходно истиот став го имале и претходните раководства, ние сме апсолутно секој еден став што ќе го каже НАТО, тоа е наша обврска да го преземи да го почитуваме, но околностите во овој момент се менуваат. Околностите сега во овој момент што ги разговаравме како што побрзо се постигне мир, како да учествуваат сите земји европски, но исто така и она што денеска го слушнавме зголемување на буџетот до по 5%, што е навистина секој би се сложил со мене сериозна работа што ние како држава треба да направиме, поготово да одвоиме толку средства, но исто така да ги подобриме сите наши цели, односно она што се бара од НАТО во наредниот период, да се модернизираме и така натаму. Спомнавте парите, средствата што се одвојуваат за одбрана. Ние како земја, како држава, тука сме некаде околу 2% се движиме под над. Меѓутоа се погласни се зборувањата, кажавте. Генералниот секретар Руте споменува 3,7. Денеска американскиот секретар за одбрана веќе зборува и за 5%. Колку е тоа остварливо? Колку е реално за една држава како што е Северна Македонија?
Многу е тешко 5% да се стигнат, поготово ако знаеме дека и она што го имаме во системот, односно што треба да се промени во нашата држава, во Македонија, тоа е навистина сериозна сума. Ако сега процентот ни е 2% и ни е над 2%, тоа е сериозна сума на пари што ги издвојува целиот буџет за Министерство за одбрана. За 5% да стигнеме, ние постепено треба да качуваме нашата ставка, односно во делот на процентите во буџетот од GDP. Јас се надевам дека ќе правиме добри политики, ќе имаме заштити каде што ќе можеме дополнително да се зголемува буџетот во модернизацијата пред се, бидејќи има процент колку и од тој буџет треба директно да биде наменски. Точно така. Не е само да го направите или фиктивно да прикажете дека го имате тој буџет, но исто така и да го искористите правилно. Јас убеден сум дека постепено тоа ќе го правиме, но не може наеднаш, бидејќи не можат многу земји тоа да го исполнат. Еве на Канада не може да стигне до 2%, а има некои земји што веќе стигаат до 5%, како што е Полска, но еве и слушнавме денеска на состаноците каде што и Турција веќе има план како да стигне до тие проценти, и други земји каде што размислуваат како да стигнат до тој процент. Дали се зборуваше конкретно за 3,7%, не се зборуваше, но се зборуваше над 3% и на кој начин постепено да се крева она стапка на буџетот во Министерството за одбрана. Што е важно, што еве новата администрација од Соединетите американски држави бараат и да биде над 5%. Што е сериозно, но тоа ќе биде една рамка каде што ние постепено ќе треба да се движиме и полека и внимателно да го остваруваме. Морам да ви кажам дека еве денеска во моето обраќање јас реално објаснив дека она што се цели зададени кон нас за во делот на модернизација и така натака, и утре кој има оценување од наша страна, ние треба да внимаваме што реално може да исполниме. Не може да превземеме било каква одговорност тука во НАТО дека ќе дополнителна опрема ќе купуваме, но треба да погледнеме реалноста и низ годините кои што следат внимателно да го програмираме сето тоа, за да покажеме тука дека да, навистина се модернизираме, но нема да излажеме, бидејќи не може само тука така да речете да ќе достигнеме следната година 5%, кога треба исто така се градат и училишта, да се градат и болници, да се гради и да се помага во секој еден сектор во држава. Еден дел од таа модернизација на армијата се подпира и на партнерства, стратешки партнерства со одредени партнери земји членки на НАТО. По најавите за кратење и суспендирање на таа надворешна помош на САД, дали е засегната и војната помош за нас, бидејќи Вашингтон и Скопје имаат подпишано 10 годишен патоказ за соработка во одбраната, сектор во кој што досега, кој што веќе реков, Вашингтон има инвестирано или донирано милиони долари. Да, најмногу се донира, поготово во делот на одбраната. Ја навистина сум благодарен и секој што бил пред мене и после мене навистина најмногу значи таа соработка со нашите стратешки партнери, бидејќи тоа се навистина огромни средства. Немаме најава дека ќе се скрати било каква помош. Еве веќе минатата година до крајот на годината заклучивме неколку договори со нашите стратешки сојузници, стратешки партнери за различни видови на дронови што ќе ги набавиме од нив, за различна опрема што треба да го промениме оружјето во нашата армија, но и во делот на сајбер безбедноста, и тоа се веќе договори што ги започнавме. Со сите најави дека ќе се кратат одредени средства, да, постои можност и тоа да се случи, но сега конкретно немаме најава дека во делот, поготово за одбраната, дека нешто ќе биде скратено. Но останува да видиме дали некои од тие, бидејќи станува збор за многу грантови што се директно, но има можност во тие грантови, односно фондови, и ние да учествуваме целосно со национални средства, што дополнително би земале нова опрема во наредниот период. Тоа се едни од најдобрите договори што можеме да ги исклучуваме, но од друга страна навистина најмногу ни помагаат. Било каква информација ако стигне до нас дека може да има, не знам, намалување на тие средства или суспензија, веднаш се разбира ќе информираме, но ако има такво нешто, веднаш треба да започнеме дополнителни средства за се разбира да одвојуваме за нас за модернизација. По овие 2 дена во Брисел, како шеф на одбраната, како ви е чувството, како ќе се движи целата ситуација на стариот континент поврзано со конфликтот во Украина? Јас пак ќе ви спомнам, ако до пред неколку недели целосно се зборуваше за што повеќе опрема да се даде кон Украина. Докато се зборуваше секоја земја да одвои дополнителен арсенал што го бара Украина за помош, таа реторика веќе е сменета целосно. Кога зборувам целосно, тоа мислам дека да, останува ако има некоја можност дополнително да помага и во овој период. Но секоја една земја членка, поготово сите земји членки во НАТО, треба да се свртат кон себе и максимално да се модернизираат кон себе, а исто така да помагаат на било кој во сосед или на било кој што е нападнат за својот територијален интегритет. Но она што можам да го видам тука дека се зборува сега се почесто за мир.
Минатите сеси тоа не се зборуваше, само една земја во тој или две земји го потикнаа прашањето дека треба да се размислува што побрзо за мир. Сега ова прашање скоро секоја земја го отвара на кој начин ќе биде мирот и што потоа. А што потоа значи дополнителни одврски за нас како земја. И тука треба да гледаме дека во наредниот период ќе имаме дополнителни обврски, не зборам само во делот на одбраната, туку и финансиски обврски спрема Украина, но и спрема она што сме го давале како помош, сега да го даваме дополнително како помош за други намени. И од тоа не може да избегаме. Благодарам. Благодарам и на вас.